Денес со посета на општина Прилеп е министерот за транспорт и врски, господинот Горан Сугарески, кој што имав на една заедничка средба, го информирав за оно што инфраструктурно се работи во нашата општина. Пристапните патишта се тампонирани во голем дел на околните села во општина Прилеп, во приградските улици каде што имаше потреба, а пред 2-3 дена се асфалтираат и две улици, тоа се 9 септември и кај 1 мај, кои што комплетно се завршени, асфалтирани. Од утре почнува да се комплетно да се асфалтира улицата 4 јули, кај 4 јули, а исто така и Александар Македонски, кој што заедно со јавното предпријатие од Македонија пат почнува. Мислам дека ова артерија на градот што треба да се направи во наредните денови. Се прават проекти за сите улици што треба да се асфалтираат во наредниот период. Мислам дека уште тоа се во должина од неколку километри, што во наредниот период до крајот на оваа година ќе треба да ги реализираме. Значи, општината направи еден проект за патот до Вештачкото езеро, заедно со Македонија пат, тоест Министерството за транспорт и врски, се реализира дел од тој пат, дел од патот до Вештачкото езеро ќе биде и наредната година, тоа е заеднички проект, а имаме испратено проекти и за патиштата према магистралниот пат према Битола, магистралниот пат према Крушево и магистралниот пат кон Македонски Брод. Тие се во тек за реализација и мислам дека во наредната година тие ќе се реализираат. Началникот ме информира за она што во моментот општината работи на сите проекти кои што се финансирани од страна на локалната самоуправа. Морам да потенцирам дека од она што како активност во моментов се одвива, планираме да дополнително биде појачано со новите кредитни линии кои што Министерството за транспорт и врски ќе ги добие наредната година од Европската инвестициона банка во делот на водовод и канализација од 50 милиони евра. И она информација која што е помината на влада се однесува, се разбира, на изградбата на локални патишта од 70 милиони евра и на тој начин во голема мера покрај основните буџети кои што ги имаат општините ќе може, се разбира, и државата да помогне во изградбата на тие патишта. Денес сме тука да извршиме увид во градежните активности на улицата Александар Македонски, која што во моментов се работи. Очекуваме во наредните неколку дена од страна на јавното предпријатие Македонија пат комплетно да биде асфалтирана, се со цел, се разбира, на крајот граѓаните да имаат бенефит. Паралелно исто така Министерството за транспорт и врски работи на проектот во Големо Коњари. Исто така во активност ние заедно со локалната самоуправа да продолжиме со изградба на патот према езерото во текот на наредната година. Во делот на преку декадата на номите од страна на Министерството беа одделени средства во ромската населба Тризла-2, каде што специјално разговаравме со градоначалникот, очекувањата се дека во голема мера сериозни активности локалната самоуправа ќе има таму и во овој период сега, но се разбира и во наредната година, како и во делот на населените места, каде што се разбира ќе имаме дополнително активност. На крајот уште еднаш сакам да апелирам, не само тука, туку генерално до сите градоначалници, колку што можат да се носат проекти, не само во Министерството за транспорт и врски, туку и во Министерството за локална самоуправа, во делот на Дирекцијата за рурален развој, кој што исто така работи на проекти од ИПАР, и на тој начин се разбира колку што можеме повеќе како власт, како влада, како министерства помогнеме да сите општини дополнително се развиваат и се разбира на тој начин граѓаните видат огромен бенефит.